Почитувани присутни, ме радува можноста што денеска заеднички можеме да го одбележиме 8 март како ден во кој се потсетуваме на сите напори за постигнување на социјална, политичка и економска еднаквост на жените, искоренување на дискриминацијата и борбата против родово базираното насилство. Годинава темата на Обединетите нации, како што рековте, за Денот на жените е посветена на иновациите и технологијата. Во таа насока и ние се фокусираме денеска на темата за дигитално образование, приоритет за постигнување на родовата еднаквост. Развојот на информацијските и комуникацијските технологии ја зголемува потребата од нови вештини и знаења. Покрај високото образование, дигиталната и интернет писменоста во модерното доба е значајна алатка за економско зајакнување на жените. Преку обезбедување на дигитални вештини, на жените им се дава можност за развивање на сопствен бизнис, за финансиска независност, за остварување на сопствените права. Со зголемувањето на дигиталната писменост, ќе може да се ублажат многу прашања поврзани со родовата нееднаквост. Еден од последните извештаи на Светскиот економски форум за глобалниот родов јаз потврдува дека во повеќето кластери на професии на иднината има голема нерамноправност меѓу жените и мажите. Нерамноправност во износот на примањата, во можноста за напредување во професијата, во добивањето еднакви шанси и видливост при професионалниот развој. Последното мапирање на IT секторот во Северна Македонија, направено минатата година, го потврдува проблемот видлив во застапеноста на жените во оваа индустрија, стереотипизирајќи ја најчесто како машка професија. Особено очигледни во ова истражување се разликите на сениорските и менаџерските позиции меѓу жените и мажите. Овој јаз е најголем токму во секторите што бараат иновативни, дигитални и технички знаења и вештини, а врз кои се темели дигиталната економија. Ваквата нееднаквост на можностите го забавува економскиот развој. Со цел да го намалиме родовиот јаз, потребно е сите заеднички да пронаоѓаме решенија за доброто на целото општество. Дигиталните технологии овозможуваат нови вештини и економски активности на жените. Но за да не станат ново поле на дискриминација на жените, неопходно е што повеќе жени да го следат својот животен и професионален повик и да го заземат своето место во STEM областите. Да се заложиме за што поголемо учество на жените во новите, иновативни професии. На таков начин ќе овозможиме жените да бидат витален дел и од дигиталната економија. Покрај денешниот, секој ден треба да бидеме гласни во остварувањето на барањата за еднакви плати, еднакви можности, еднакви права, како што е и главниот хаштаг за овој меѓународен празник, а во контекст на збогатување на дигиталниот речник. Embrace equity, да ја прегрнеме еднаквост. Ви благодарам.